Добро вечер, вие сте со К3. Вести и актуелности и во ова информативно издание. Еве што издвојуваме. Денеска се празнува Свети Никола, заштитникот на патниците, болните и морепловците. Иванов на состанок со генерал-штабот и управувачкиот комитет за справување со мигрантската криза. Обама со апел до Анкара: продолжете со повлекување на своите трупи од Ирак. 11-то коло од македонската кошаркарска лига Куманово му гостува на Бест. Дневникот започнува по рекламите. Останете со нас. Дневник на К3, добро вечер. Верниците денеска го празнуваат Свети Никола, заштитникот на патниците, болните и морепловците. Кумановци масовно го посетија соборниот храм, кој го носи името на светецот, и присуствуваа на литургијата во соборниот храм, со која чино началствуваше митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф. Голем број кумановски семејства денеска го прославуваат како семејна слава Свети Никола. Масовно верниците од Кумановско го посетија соборниот храм во центарот на градот, кој го носи името на светецот, и присуствуваа на литургијата со која чино началствуваше митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф. Порака до верниците како да се практикува верата упати игуменот Григорија од манастирот Свети Јоаким Осоговски. Да го имаме за пример Свети Никола, за тоа како се живее христијански, но и како се сведочи верата. Секогаш да се сеќаваме дека славата на човекот на земјата е во исполнувањето на законот и на волјата Божја. Бог, по молитвите на светиот Николај Медичискиот чудотворец, нека го удостои со царство небесно секој христијанин кој што го слави неговиот спомен и се угледува на неговиот живот, на неговите дела. Амин. Верата е онаа која не одржала како нација и онаа која ги пренесува традициите на генерациите кои следат. Голем број верници од Кумановско, речиси половина од семејствата, го празнуваат Свети Никола како домашна слава. Дел од нив пресекоа славски колач. Свети Никола се празнува во божичните пости, така што верниците подготвуваат постна храна. Мама, многу го почитуваме како чудотворец. Мислам, одиме во црква и така спремаме дома нешто риби за јадење, пошто е заштитник на патници, на дечиња. Мислам, голем чудотворец и многу го почитуваме Свети Никола. За синче, за унучиња и така е пиле. За све. Одите ли на гости? Имате ли каде? Имаме срце. И одимо и доодив, и имаме. Све најубаво ви желам. Се посно, рибе, разни салати со рибе, прости, баглави, ситни колачи, полно работи, овоштие, се што се има пряка. Да се вратиме на традициите, таа не одржала и до сега и нас како луѓе, и нација наша, и тоа е патокас за војнина. Свети Никола се родил во Патара во малоазиската област Ликија во 3 век. За време на гонењето на христијаните при Диоклецијан бил ставен во затвор. Подоцна учествувал на првиот Вселенски собор во 325 година. Се упокоил во 342 година. Свети Никола е познат како голем помошник на сите што го повикуваат, како брз застапник на сите што со вера му пристапуваат во целиот свет. Во целиот христијански свет е помеѓу еден од најпочитуваните светители, така што сите христијани со вера и со голема радост го слават неговиот празник. Христијаните веруваат дека Свети Никола чудотворец на многу пати ги спасувал изгубените бродови и поради тоа тој се смета за заштитник на морепловците, рибарите, бродовите. Православната црква го смета за еден од најголемите и најпочитуваните светци. Од регионалниот центар за управување со кризи од Куманово информираа дека се обраќаат на магистралниот пат А1. Делница Куманово наплатна станица Романовци и обратно се одвива со определен режим и истите треба да возат со намалена брзина.
Во извештајот на регионалниот центар за управување со кризи се наведува дека сите кои управуваат со моторни возила на магистралниот патен правец А1 Куманово-Романовце-Куманово да ја прилагодат брзината според условите на патот согласно новопоставената сообраќајна сигнализација. Имено на овој патен правец периодов друштвото Асфалт до Скопје ги изведува градежните работи за изградба на новиот електронски систем за наплата на наплатната станица Романовце, магистрален пат А1 делница Куманово наплатна станица Романовце и обратно. И возачите треба да се усогласат со одобрението за времен режим на сообраќај издадено од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. Од регионалниот центар за управување со кризи ги предупредуваат возачите да пристапуваат внимателно и со намалена брзина кон местата на кои се изведуваат работи на патот и да се придржуваат кон горе наведените упатства. На овој патен правец за изведувањето на градежните работи има поставено соодветна патна и сообраќајна сигнализација. Градежните активности на овој патен правец отпочнаа кон крајот на октомври годинава, а се очекува да траат до крајот на март 2016. На 200 граѓани во текот на годинава се примени во локалната канцеларија за контакт на граѓаните Ваш пратеник во Крива Паланка. Жителите од градот и соседната општина Ранковци на средбите со пратеничката во Собранието на Република Македонија Слаѓана Митовска ги споделуваат проблемите кои најчесто се однесуваат на вработување и легализација на имотот, но и даваат своји предлози и решенија за унапредување на животот во општината. Повеќе од 200 граѓани од декември минатата година до сега побарале и оствариле средба со пратеничката во Собранието на Република Македонија Слаѓана Митовска. Во текот на петоците, како приемни денови со странките во локалната канцеларија за контакт со граѓаните Ваш пратеник во Крива Паланка, проблемите ги споделувале граѓани од разни возрасти и профили, од градот и руралните средини, најчесто за прашањата околу вработување, за легализација на дивоградбите, за инфраструктурни проблеми и така натаму. Митовска задоволна од нешто повеќе од едногодишното функционирање на првата пратеничка канцеларија во Крива Паланка, каде заеднички се дискутира и се бара решение за проблемите на граѓаните. Пратеничката канцеларија во Крива Паланка работи веќе една година, односно лани 2014 година на 1 декември за прв пат беше отворена оваа локална канцеларија и еве како една година имаме средби и контакти со граѓаните кои што имаат интерес да остварат средба со мене како пратеник. До сега за оваа измината година имаме остварено средба со над 200 граѓани. Средбата оди со закажување, односно канцеларијата работи секој ден од понеделник до петок, каде што се има вработен асистент и секој граѓанин кој што има интерес да оствари средба со мене како пратеник, ќе дојде било кој ден од понеделник до четврток, ќе закаже средба и петокот асистентот, значи еден ден претходно ќе го извести за точниот термин. Секој ден граѓанин си има свој проблем, се случува и да се повторуваат проблемите, а тоа се најчесто инфраструктурни проблеми, проблеми околу легализацијата, проблеми од катастарот, имаме значи проблеми околу дел од граѓаните доаѓаат со барање за отварање на старечки дом, навистина проблеми кои што ги засегаат граѓаните на Крива Паланка и кои што се однесуваат најчесто на поголема група на барање. До сега имаме и барање кои што се на пример проблем со решавање на вработувањето, кој што искрено не се овие проблеми не се под наши ингеренции, но нели граѓаните си чувствуваат потреба и добро што доаѓаат тука секој да си ги искаже своите проблеми, така да ние во согласно нашите ингеренции помагаме онолку колку што можеме. Не сите проблеми се решени пред се поради тоа што не се во надлежност на пратеничката, но затоа истите се процесирани до соодветните инстанции, потенцира Митовска. Верувам дека секој ден граѓанин кој што имал потреба, имал можност да оствари средба со мене и морам да истакнам дека не на секој граѓанин сме успеале да ги решиме проблемите. Значи имаме граѓани на кои што сме успеале да им излеземе во пресред, значи нивните проблеми биле решени, биле надминати. Имаме некои проблеми кои што се во тек, постапката на решавање е во тек. Имаме и значи моменти кога некој проблем не сме успеале да го решиме. Пак ќе кажам, се во согласно со нашите надлежности и се во согласно со законските рамки.
Средбите со претеничката може да се закажат секој работен ден од 9 до 14 часот во канцеларијата лоцирана во општинската зграда, каде се известува за точниот временски термин во петок, како приемен ден или сабота поради обврските на собраниските седници на претеничката. Со целодневна забава за кумановци закажана за 30 декември оваа година на поскромен начин ќе се одбележи доаѓањето на новата година, за разлика од минатите 8 години, кога градот организираше забава на градскиот плоштад со музика и огномет. Граѓаните се разочарани што традицијата се прекинува, велат дека оние кои не заминуваат никаде подалеку, излегуваат на плоштад да ја прослават со своите најблиски. Граѓаните се разочарани што ќе нема организиран дочек на плоштад за нова година. Според нив треба да има прослава макар и да е со помалку средства и со домашни музички ѕвезди. Поради намањето на доволно финансиски средства да се замине некаде, граѓаните најчесто излегуваат на плоштад со своите најблиски. Па што знам, не е окей што нема, зашто има многу луѓе што туј су го дочекувале нову годину, е било весело, супер, сега не е ни украсено, нема ништо, катастрофа. Ужасно е. Не се ни осеќа дека иде нова година, празници. Мислам дека треба да се продолжи оваа традиција за новата година, затоа што има пуно дечиња ќе се радуваат и така натаму и така натаму. Има и други луѓе, треба да биде украсено, направено, све. Секоја година било така. Па, нормално дека би требало, зашто да не секоја година, како и до сега што е било. Дали вие ви излегувате на плоштад за дочекот на нова година? Па, кад не сме организирале нешто, на плоштад, зашто да некој би иште с деца малецки. Па не знам, тоа е одлука на веројатно на општината и процениле ако нема услови да се организира, тогаш е во ред. Иначе убава традиција, да, ама сега ако нема услови за тоа, тогаш е оправдано. Слушнав дека нема да има оваа година никаква прослава на плоштадот. Смятам дека не треба да се не изискува кој знае какви финансиски проекции, кој знае какви финансии да може да се организира барем со наши домашни пејачи, било како да се организира нешто за луѓето на плоштадот. А Куманово е познато наназад, ако се вратиме за една деценија, можеби две, колку фестивали се прекинати, колку се нема традиција во културата. Културните настани во Куманово нема традиција, не се задржуваат. Па така и оваа година нема да е чудно ако ништо не се случува на плоштадот за нова година. Убаво е да има, значи како на секој плоштад, убаво е да се има нешто и тука, ама што знам, обично сите се дома со семејствата, работата така, значи финанси не ни дозволуваат да скочиме некаде подалеку. За на плоштад обично ние со мали деца. Општина Куманово после 8 години одлучи годинава да нема организирана прослава за дочекот на новата година на градскиот плоштад, во кој градот го организираше со музика и огномет, како што информираат Сокиристовскиот секторот за култура и спорт, како главна причина ги наведува финансиските проблеми и слабата посетеност на граѓаните. Во изминатите неколку години општина Куманово кога доведуваше некои познати музички звезди за пречего на новата година, тие како што знаат сите граѓани, че тие имаат посебна или повисока цена во однос на некои другите денови каде што би настапиле, и тоа е малку повисока цена, а општина Куманово изминатите 2-3 години се наоѓаше под финансиска блокада или со блокирана сметка, и тоа е едната од причините кои што одлучиме да направиме. Другата причина е што еден дел од граѓаните кои што контактираат или комуницираат со нас, прашуваат или велат, зошто вика не направите некоја друга програма, да не би вика или друг начин на дочек на нова година, да не би вика се едно исто, и ние затоа решивме да направиме еден новогодишен хепенинг, така го велиме, каде што нели ќе биде програма од некаде 7-8 часа. Да се надеваме дека на кумановци ќе им се допадне забавата која е закажана на 30 декември, почнувајќи со причек на Дедо Мраз, настап на неколку кумановски групи и на крајот рок бендови за помладата генерација. Новогодишни декорации го разубавија централното градско подрачје на Крива Паланка. Традиционално во пресред на новогодишните и божичните празници, локалната самоуправа во соработка со јавното претпријатие Комуналец се погрижија за украсувањето на општината.
Празничниот амбиент се почувствува и во центарот на Крива Паланка. Традиционално, главниот крак од централната улица Свети Јоаким Осоговски е разубавена со новогодишни светлечки декорации поставени на канделабрите, а на новиот плоштад пред општинската зграда е поставено декоративно новогодишно дрво кое ги примамува минувачите. Па за украсување на градот задолжена општина Крива Паланка. Еве и оваа година заедно со комуналец, општина Крива Паланка се обидува да го разубави градот за новогодишните празници. Мислам дека успеаваме во тоа да ставиме да внесеме една празнична атмосфера, новогодишна атмосфера, а секој ден се украсува градот и мислам дека е убаво и од ден на ден се додаваат нови елементи во градот. По седми пат, локалната самоуправа на Крива Паланка во пресрет на новогодишните и божитните празници распишува конкурс за најубаво украсен деловен објект, односно дуќан, и најубаво украсен дом, односно двор или балкон, за кои ќе следуваат награди. Градоначалникот Алексовски со апел до кривопаланчани да ги разубават своите домови и работни места, придонесувајќи за празничниот амбиент, при тоа конкурирајќи за награда. Еве, јас ќе апелирам до сите граѓани на Крива Паланка да се украсат и сопствените домови, да ги украсат деловните објекти кои ги имаат, за да имаме, зашто навистина со украсување на куќите, на становите, на деловните објекти, ни се разубавува градот, ни се украсува градот. И оваа година општина Крива Паланка, како и минатите години, ќе додели награда за најубаво украсен дом и за најубаво украсен деловен објект, така да еве ги повикувам сите да се вклучат во оваа акција, да се вклучат во овој надпревар, да имат што поубаво украсени домови, односно деловни објекти, а општината тоа ќе го награди на свој начин. Изведувач на новогодишното украсување е локалната самоуправа во соработка со јавното претпријатие Комуналец. Едукативна работилница за лекови и медицински помагала се одржа во Сдруженијето на пензионери Куманово. Пензионерите преку оваа средба има можност да добијат информација од прва рака од стручните лица на Фондот за здравствено осигурување, како и предлози за нови теми или подобрување на определени состојби кои се во надлежност на фондот. Новините и олеснувањата за користење на ортопедските помагала и лековите беа тема на 32-та едукативна работилница за пензионерите, што се одржа во Сдруженијето на пензионери Куманово. Овие едукативни работилници имаат за цел да го зголемат нивото на информираност на пензионерите за овие области во кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија непосредно ги информира осигурениците за сите теми кои се од нивен интерес. Тие се денеска дојдени да организираме заправо една работилница од областа на здравството, а вие од активот на жени и пензионерки добро знаете дека во текот на годината по програмата се одржуваат едукативни предавања од областа на здравствената заштита. Ова е 32-та работилница, а воедно и последна за 2015 година, за зголемување на информираност на пензионерите преку презентирање на најновите информации за новините од доменот на лековите и ортопедските помагала. Мерки кои што ги зема Фондот за упредување на оваа позитивна листа е со акцијски план кој што е усвоен од владата на Република Македонија и се прават тековни проверки и дефинирање на предлози во соработка со самите здравствени установи кои што секојдневно ги користат здравствените работници лековите, во Сдруженијата на осигурениците, здравствените работници и сите предлози што ги има од ваквите работилници едукативни кои што ги организираме без разлика дали е со пензионери или со друг вид на осигуреници, ние ги пренесуваме до фондот и во тие работни групи кои што работат на тие позитивни листи. Фондот превзема голем број на мерки, едно најголемата минатата година во 11 месец се воведе нов лек после подолго време на позитивната листа на лекови, тоа е лекот Клопидогрел во вид на таблети, лек за срцеви заболувања, го користат голем број на осигурени лица и тоа е како најголема новина, а редовно, значи самата работна група која што работи во фондот работи на проширување на режимите за лековите и начинот на нивно издавање за поблиску да сите лекови да бидат подостапни за самите осигуреници.
Пензионерите преку овие средби добиваат можност информација од прва рака од стручните лица на Фондот за здравствено осигурување за сите новини од двете дефинирани области. Истовремено, пензионерите на овие работилници ги поставуваат сите прашања и дилеми од сферата на здравственото осигурување, како и предлози за нови теми или подобрување на определени состојби кои се во надлежност на Фондот. Вчера вечер во Уметничката галерија во Куманово беше отворена изложбата на дела од 38 автори учесници на меѓународната ликовна колонија Куманово 2014-2015. Изложбата е во организација на Музеј Куманово во соработка со градоначалникот и Советот на општина Куманово, а со поддршка од Министерството за култура. 24 дела, 2 скулптури и една инсталација се поставени во Уметничката галерија на биеналната изложба од меѓународната ликовна колонија Куманово 2014-2015. На изложбата се представуваат 38 ликовни уметници од земјава и странство, кои минатата и оваа година твореа на реномираната ликовна колонија која традиционално се одржува во комплексот Пелинце. Изложбата е во организација на Националната установа Музеј Куманово во соработка со градоначалникот и Советот на општина Куманово, а со поддршка од Министерството за култура. Како и секоја година, веќе верни на традицијата, на 40 годишната традиција, Советот на општина Куманово, градоначалникот, Министерството за култура преку Национална установа Музеј Куманово ја одржува ликовната колонија Куманово секоја година кон крајот на август и почетокот на септември во Меморијалниот центар Аслом во Пелинце, каде што досега поминале навистина еминентни сликарски имиња на уметници од целиот свет, бидејќи оваа колонија е од меѓународен карактер. Оваа година имавме гости од Романија, Србија и дел од Македонија. Вечерашнава изложба е биенална, значи од 2014-2015 година, каде што беа изложени 24 дела од 38 автори. Имаме една инсталација и 2 скулптури. Изложените дела го рефлектираат хетерогениот ликовен јазик на уметниците, кои беа дел од изминатите 2 сесии на ликовната колонија. Тоа се 38 ликовни дела вкупно на автори како од Република Македонија, 11, потоа имаме гости од Србија, 8 гости од Романија, од Белгија. Инаку овие дела рефлектираат навистина еден хетероген ликовен јазик, работени во техника масло на платно, како и комбинирана акрилна платно. Исто така имаме 2 скулптури и една просторна инсталација изработена од природни материјали. Изложбата ќе биде отворена во следните 10 дена, а делата ќе останат во депото на Музеј Куманово. Вчера вечер на репертоарот на Театар Куманово премиерно беше прикажан македонскиот долгометражен филм Збор во режија на Слободан Деспотовски. Филмот е снимен со поддршка на Агенцијата за филм на Република Македонија и Македонската радиотелевизија. Пред кумановци во салата на Театар Куманово премиерно беше прикажан долгометражниот македонски филм Збор во режија на Слободан Деспотовски. Истиот е снимен со поддршка на Агенцијата за филм на Република Македонија и Македонската радиотелевизија. Во моментов го даваме филмот Збор. Тоа е македонски филм во авторство на Слободан Деспотовски, режисер на филмот е Слободан Деспотовски. Овој филм е делот на Центарот за култура Трајко Прокопиев, кој прикажува филмови, нели? Во изминатиот период имавме 3 филма досега прикажано, ова е 4ти филм и ќе продолжиме со тоа темпо. Филмот премиерно беше прикажан во Прилеп на 16 декември овој 2015. Филмот е криминалистички и ја раскажува приказната за двајца пријатели. Еден кој го почитува законот и кој сака да си обезбеди иднината и староста, и другиот човек без вера и закон. Актерската екипа ја сочинуваат Ценко Велинов, Диме Илиев, Игор Стојчевски, Ана Стојановска, Ванчо Петрушевски, Горас Цветковски, Катерина Шехтанска, Роберт Велјановски и други.
Председателот Ѓорѓе Иванов одржа состанок во врска со справувањето со бегалската и мигрантската криза со членовите на управувачкиот комитет, тело на владата за координација и управување со системот за управување со кризи и со припадници на Генералштабот на армијата на Република Македонија. Како што соопшти кабинетот на председателот на Република Македонија, целта на состанокот била Иванов да ги запознае членовите на Комитетот за неодамнешната средба со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, комесарот за проширување Јоханес Хан, извршниот директор на Фронтекс Фабрис Легери и со председателот на Србија Томислав Николич, на која беа разменети информации за моменталните состојби за мерките и активностите на Европската унија за менаџирање на мигрантската и бегалската криза. Председателот Иванов искажа задоволство од одговорниот пристап кон кризата од страна на председателот Туск, како и задоволство што предлозите кои се однесуваат на намалување на безбедносните ризици кои македонскиот председател ги изнесе на состанокот, беа прифатени и влегоа во заклучоците на Европскиот совет со акцент на помош од Европската унија за Република Македонија во вршење на регистрација на мигрантите и бегалците во согласно со стандардите на Европската унија, соопшти кабинетот на председателот на Република Македонија. Иванов побарал од управувачкиот комитет и од сите вклучени институции во справувањето со мигрантската и бегалската криза и понатаму со максимална посветеност да продолжат со своите мерки и активности со цел заштита на државната граница, контрола врз мигрантите и намалување на безбедносните ризици за обезбедување и остварување на сигурноста на граѓаните на Република Македонија и нивниот имот. Да се креираат над 2000 директни или индиректни работни места и да се зголеми нето приходот за 1,5 милиони евра на повеќе од 1000 мали и средни предпријатија се очекуваните резултати преку програмата за зголемување на пазарна вработливост. Над 2000 директни или индиректни работни места, зголемување на нето приходот за 1,5 милиони евра на повеќе од 1000 мали и средни предпријатија. Такви резултати во наредните 4 години треба да даде програмата за зголемување на пазарната вработливост на Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ. Ќе ја спроведува Свис контакт во соработка со локалниот партнер Преда Плюс. За примена на програмата во понеделник ќе биде потпишан меморандум за разбирање за заемна соработка меѓу представници на амбасадата на Швајцарија во Македонија и на владата на Република Македонија. Првата фаза од програмата ќе трае до април 2019 година со буџет од 6,25 милиони швајцарски франци. Програмата работи во 3 сектори во економијата: туризам, креативна индустрија и зелена економија. Во соработка со приватниот сектор ќе се работи за подобрување на можностите за зголемен пристап до меѓународните, регионалните и домашните пазари, на развој на производи, пристап до финансии и квалификувана работна сила, со цел да се обезбеди раст на предпријатијата. Американскиот председател Барак Обама апелираше Анкара да продолжи со повлекување на своите трупи од Ирак со цел да се намалат несогласувањата со Багдад. Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно усвои резолуција за Сирија. Властите на Колумбија и Еквадор запленија 3 тони кокаин кај Галапагос. Вести од светот. Американскиот председател Барак Обама во телефонски разговор со турскиот колега Реджеп Тајип Ердоган апелираше Анкара да продолжи со повлекување на своите трупи од Ирак со цел да се намалат несогласувањата со Багдад. Тој нагласил дека е неопходно Турција да го почитува територијалниот интегритет и суверенитет на Ирак. Во меѓувреме, ирачкиот министер за надворешни работи Ибрахим Ал Џафари го повика Советот за безбедност на Обединетите нации да усвои резолуција со која се осудува навлегувањето на турски војници во неговата земја и побара нивно итно повлекување. Согласно уставот на Светската организација, Ирак има право да ги превземе сите потребни мерки за спречување на непријателските дејствија од страна на Турција, кои представуваат опасност за меѓународниот мир и безбедност, предупреди Џафари. Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно усвои резолуција за поддршка на планот за мировен процес во Сирија, соопштија дипломатски извори. Постојаната представничка на САД во Обединетите нации Саманта Пауер телефонски ми ја пренела содржината на предлог резолуцијата на непостојаните членки на Советот за безбедност. Документот ги содржи претходно согласените рокови за формирање преодна влада и организирање избори под надзор на Обединетите нации. Западни медиуми пренесуваат дека со резолуцијата за Сирија е предвидено во текот на овој месец да бидат создадени механизми за надледување на почитувањето на примирието во оваа земја. Според усогласениот текст, кризата во Сирија може да се реши преку политички процес, кој е согласно волјата на сирискиот народ.
Властите на Колумбија и Еквадор запленија во водите на Тихиот океан брод подморница што превезувал 3 тони кокаин и приведоа 3-член екипаж. Акцијата во која учествуваа поморските сили на двете земји со поддршка на воздухопловството на САД е завршено на 320 километри од островот Галапагос по 4-дневна потера по бродот. Властите на латиноамериканските држави од 1993 година неутрализирале околу 100 бродови подморници кои наркокартелите ги користат за да транспортираат кокаин. Најдобрите македонски кошаркарски екипи викендов ќе го одработат 11-тото коло. Кошаркарскиот клуб Куманово ќе гостува во Гевгелија кај Бест. По 10 одиграни кола лидер на табелата во првата македонска кошаркарска лига е шампионот МЗТ Скопје Аеродром со 19 бода, 9 победи и 1 пораз од Куманово, пред Карпош Соколи со 18 бодови, 8 победи и 2 пораза. Третото место на табелата засега е резервирано за Фени Индустри со 16 бодови, 6 победи и 4 порази. На четвртата и петтата позиција со по 15 бодови се Куманово и Кожов. На дното на табелата се Работнички, Струмица и Бест, кој е без победа во 10-те кола. 11-та рунда во нашето најквалитетно национално првенство ќе тргне со дуелот во Гевгелија во сабота од 17 часот меѓу Бест и Куманово. Вице-шампионот Куманово е апсолутен фаворит во овој надпревар, гостува кај дебютантот Бест. Предводникот на кумановци Страшо Тодоровиќ, поради разликата во квалитет во корист на својот тим, ќе може да им даде поголема минутажа на резервистите. Во дербито на дното од поредокот, искусниот состав на Струмица е домакин на Работнички. Во третиот надпревар од 11-тото коло, Карпош Соколи во арената Борис Трајковски во недела од 19 часот ќе го пречека се подобриот Кожув. На интересната средба од 11-тото коло, дербито во Скопје меѓу водечкиот МЗТ Скопје и третопласираниот Фен Индустри, поради надпреварот на нашиот шампион МЗТ Скопје во регионалната Јадранска лига против Металас од Ваљево е одложена. Македонскиот кошаркарски шампион МЗТ Скопје ќе го отвори 15-тото коло во регионалната АБА лига на гости кај Металац. Со победата над Унион Олимпија во минатото коло, металците се на добар пат за борба за горните места на табелата. Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром се од вчера во Ваљево, каде што синоќа го одржа единствениот тренинг пред денешниот надпревар против домашниот состав на Металац, кој е закажан во 17 часот. Се очекува дебито во дресот на аеродромци да го има новото засилување на македонскиот шампион, српскиот интернационалец Урош Луковиќ. После 14 кои штрковите кои понатаму се предводени од Александар Јончевски се наоѓаат на 9-тата позиција со 19 бодови, колку што има предпоследно пласираниот Металац од Ваљево. Македонскиот шампион го очекува еден интересен дуел на ова гостување, бидејќи Металац е одличен пред своите гледачи. Истото го очекуваме и ние, без разлика што на самиот старт на оваа сезона забележавме лесна победа. Имавме доволно време да се подготвиме за овој дуел. Се надевам дека со една добра игра би оствариле успех со кој би се одлепиле од дното на табелата, рече Јончевски. Во кошаркарската Евролига се одигра и 10-тото коло по кое се познати сите учесници за топ 16 сегментот, кои ќе бидат сместени во две нови групи Е и Ф. Црвена звезда со победата над Бајерн Минхен обезбеди пласман во наредната рунда во која повторно ќе мора да се надмудрува со нашиот Перо Антич и Фенербахче. Овие клубови веќе два пати сезонава се сретна и поуспешен беше составот од Истанбул. Токму еден од најдобрите поединци на тие средби беше Антич. Во групата Е се уште Анадолу Ефес, Дарушафака на Октай Махмути, Панатинаикос, Локомотив Кубан, Уникаха и Цедевита. Многу посилна е втората новоформирана група Ф, во која покрај актуелниот шампион Реал Мадрид се Барселона, Олимпијакос, ЦСКА Москва, Химки, Žalgiris, Бросе и Лаборал Куча. Топ 16 сегментот ќе се игра од 29 декември до 8 април наредната година. Искусниот холандски фудбалски тренер Гус Хидник најверојатно ќе го наследи Жозе Мориньо на кормилото на Челси по смената на португалецот. Меѓународен спорт. Според лондонските медиуми, Хидинк е веќе во Лондон и преговара со членовите на управата околу аранжманот со клубот. Хидинк во 2009 година еднаш веќе беше привремен тренер на Челси откако беше сменет бразилецот Луис Филипе Сколари. Во тој период на излекување на клубот од кризата во која се најде, Хидинк успеа да го подигне Челси и да го освои англискиот Лига Куп. Од 69 годишниот холандјанец и сега се бара да помогне во излекувањето на клубот од неговата секогашна ситуација. После 16
19 одигра Никола, Челси која брани титулата освоена во минатогодишното првенство, се наоѓа дури на 16-тото место на само еден бод подалеку од зоната за испаѓање и дури 20 бодови зад моментално водечкиот Лестер. Жозе Мориньо беше сменет од функцијата само 7 месеци по освојањето на Премиер лигата. Тој по втор пат се разделувал Челси на овој начин, но и тој натаму останува најуспешниот и најтрофејниот тренер во овој лондонски клуб. Репрезентацијата на Холандија е првиот финалист на светското првенство за ракометраки што се одржува во Данска. Синоќа во полуфиналето Холандија ја победи Полска со 30-25. Холандија е единствената селекција без пораз на првенството. Надпреварот беше изедначен само во првите 10 минути, кога Холандија водеше со 5-4, но потоа со серија од 6-0. Холандија создаде предност која Полска во текот на целиот надпревар не успеа да ја намали. Најефикасна кај Холандија беше Естевана Полман со 6 голови, додека Тес Вестер имаше 12 одбрани на голот на Холандија. Чикаго и Детройт го одигра еден од најдолгите надпревари во НБА лигата со дури 4 продолженија. На крајот се радуваа гостите со 144-147. Најдолгиот надпревар во НБА лигата е одигран со дури 6 продолженија, но и Булс и Пистонс беа блиску до такво нешто, бидејќи нивниот дуел изгледаше дека никогаш нема да заврши. Андре Драмон доминираше во редовите на Пистонс со 33 поени и 21 скок. Реджи Джексон постигна 31 поен и подели 13 асистенции. Во редовите на Џими Батлер постигна за него рекордни 43 поени. Дерик Роуз броеше до 34, додека Пол Гасол имаше дабл-дабл ефект со 30 поени и 15 скока. Стеф Кари и шампионската дружина им се реваншираа на Милвоки за првиот и засега единствен сезонски пораз во НБА лигата. Овој пат во својата Оркал арена Warriors славеа со 121-112. Стеф Кари со 26 поени и 10 скока ги предводеше шампионите, додека Клей Томсон имаше 1 поен повеќе. Кај Милвоки најмногу се истакна Майкл Картер Вилијамс со 24 поени. Времето во Македонија променливо облачно со сончеви периоди. По котлините ќе има појава на магла. Кон крајот на денот облачноста постојано се зголемуваше. Во североисточните делови од земјава има услови за краткотраен локален дожд. Дневникот заврши, ви благодариме на довербата. Пријатна вечер.